Здраво на сите, уште еден трейдинг рекеп за неделата. Дека што имаме значителен прогрес у дело на Trade Wins, Net PNL, Profit Factor и сите тие работи што ги дискутиравме на трейдинг рекеп од претходната недела што го имам објавено. Ако не сте го гледале, погледнете го. Тоа е предпоследното видео на мојот YouTube канал и ќе видите точно за кои работи дискутирам дека можам да ги подобрам у наредниот период и на што ќе бидам фокусиран. Според тоа, тука ги имам податоците за тие што прв пат гледат видео на мојот канал. Ово е TradeZella, што е апликација што прави трейдинг journal. Што значи тоа? Ја поврзувате со вашиот брокер, во мојот случај Interactive Brokers, и води евиденција за сите трейдови што ги отварате, сите што ги затварате, колку проценти профит имате остварено, загуба, на која цена имате купено, кога имате направено влез-излез, колку провизија ви има наплатено брокер и сите тие работи што ги погледнете на наредниот период од видеото. Според тоа, значи тука ни служи за сите видеа да бидат фул транспарентни, сите трейдови да бидат фул транспарентни и врз база на тоа ми помага да ги анализирам моите трейдови, да ги увидам грешките и просторот за подобрување и истото да на некој начин да го пренесам до сите вас што ме гледате. Сега, значи што имаме тука ставено од период од 1 до 17 мај. Значи за месец мај гледате дека вкупно PNL, вкупен профит што имам направено е $560. Trade Wins имам направено вкупно 36 трейдови, од кои 17 трейдови се winners, 19 трейдови се losers. Тоа што ни кажува дека дури со под 50% win rate можете да бидете у профит ако имате добар win-loss ratio. Што значи тоа? Значи гледате дека имам 1,57 average win-loss ratio, што значи дека секој позитивен трейд, секој winner ми носи $114, а секој loser ми е минус $73. Што има некој 1,6 однос, значи за секој добар трейд ми покрива 1,6 лузери. Кога би го донесело ово до 2, би значило дека со еден winner покривам 2 лузери, односно сум на 0 и за тоа дека нема да ми треба некој висок win rate за да бидам профитабилен. Ако погледнете последното видео, ќе видите дека клучната работа што ја зборам е дека прво важно е да продолжам со континуитетот што го имам фатено на добри трейдови, да не се лакомам, помалку сетапи, а поквалитетни, да презимам и да врз база на научените грешки од претходната недела, нели да имам некој подобрување у мојот стил на трейдинг. И сега да видите разликата од првата недела, че ако ставиме први до таа недела е 3 до 9, ќе видите тука дека имам Net PNL $25, Trade Win ми е 36, а сега го имам покачено на 47. И Profit Factor ми е 1.03. Ама average win loss ми е многу подобар од сега. И сепак го завршувам оваа недела со плюс $560. Че ако гледаме недела по недела, вака изгледаш. Првата недела од мај плюс $25, гледате, че почнав лошо, после врзав 3 многу успешни трейдови у серија и сега кога одиме у новата недела, имам трейдер од 4 дена, значи од понеделник до петок. Од понеделник до четврток. Гледате дека не правам овертрейдинг за разлика од месец април. И исто можете да ги погледнете трейд рекеповите од април, ќе видите колку повеќе трейдови отвараме, колку по-лоши сетапи, значи FOMO ме фаќа, па не земам профит на време и слични работи. Не дека сега не правам грешки, ама трудам се да ги подобрам. Првиот ден понеделник, првиот ден 2 трейда, 0, значи апсолутно на break-even. Вторникот 5 трейда, 3 од 5 успешни трейда, ама минус 30%. Зашто е тоа така? Погледнете. 5 трейда на Тесла имам изгубено минус 20%, после тоа на Apple имам само плюс 10%, на Netflix имам плюс 21%, на Apple имам, овај се рачуна како break-even, и Nvidia е минус 15%.
заради тоа вкупниот gross P&L ми е минус $8 уствари break even за ден. Кога ги додадете провизиите, $22, денот ми завршува со минус 30. Клучниот ден, што го имав, 4 од 4 трейда, тоа е целиот профит што успеав да го направам за оваа недела. Ево еден. Тесла плюс 44%, плюс 162 у еден трейд, Nvidia плюс 17%, $94. После тоа имам Apple. Гледате, Apple ми беше многу успешен трейд за целата недела, дури свингови имав. Ово беше свинг трейд, 43,5% профит и уште еден Apple од 20,5% што беше day trade. Клучна работа утекона оваа недела е тоа што не само што завршив неделата у плюс. Држав се до моите правила. Стоп лосовите ми беа многу на место, а take профитите ми беа стварно многу добри. И плюс имам swing trade што на Microsoft што уште го држам, што достигна профит од плюс 90% и дено го затвори на плюс 50%. И тај сега ќе ви го покажам. Тука ги објавам сите трейдови за студентите кога не сум на лайв, значи Microsoft го гледате плюс 90%. Јам отварам Microsoft again, stop loss под 405, take profit над 428, 440, значи првиот take profit target го достигнавме, вториот е 440 и после имаме простор за gap fill до 482. Цената на контрактот е околу $800, значи моментално не реализирам профит од овај трейд ми е плюс $400 некад. Што значи дека оваа недела, ако го рачунам и нереализираниот профит, сум скоро плюс $1000 на за целата недела. Сега ви го отворам чарто, уствари ќе ви ги отворам видеото што ми се снимани на лайв трейдинг сесиите заедно со студентите, за да направиме анализа на неколку трейдови да видите на кој начин ќе можев да имам уште многу поуспешна недела, поготово и четвртокот и вторникот, заради тоа што главната грешка што си ја увидов од како ги изгледав реплеите беше тоа што имав многу добри сетапи, ама entry points, влезовите ми беа задоцнети или купував некои контракти што има многу голема разлика успредо, па ќе видите тоа како изгледа на чарт, значи ги купувам доле на левело, прави, значи оде до пола чарт до левело и тука сум некој плюс 5% у профит и не ми се исплаќа на мене да го земам профит. Исто, имав една грешка со мета, уствари, од Лакомос, мислам дека тука беше у четвртокот. Еве, мета ја завршив со минус 16,5%, а веќе бев плюс 20% и не го земав профитот. Значи, тука некаде, ќе бев, разликата ќе беше, место минус 95, ќе беше плюс 120 и ако ги минусирате овие, плюс $200 би било акумулирано, значи денот ќе го заврши со плюс 150. Другите ми беа окей, Тесла еден лош влез имав тука, уште не беше над VWAP и EMA Cloud, мислев дека ќе го испуштам ако не влезам таму, а после школски кога влезов си направив чисти плюс 22% на сетапот како што требаше да биде првичниот. Така да, тоа ми исто така лекција. Овој беше окей, лос, тука само што го затвори фонд ме испали нагоре, ама нема врска, стоп лосот ми беше ептен на место, исто не беше најквалитетен, сетап Palantir беше школски, ама late entry имав тука на Palantir, што ќе ви го покажам после, и тоа што ви го кажував за мета, може да се земам чисти плюс 20-25% тука некаде и да ќе беше стварно one and done чисто. Така да, сега ги отварам реплеите и ќе коментирам што имам отварано, како имам отварано и дека можев да направам подобри работи за и вие да може да научите нешто од моите трейди. Имам 135 Palantir. Само да го отворам звук. Сега, тука отварам 135 Palantir. Чи ово е чарто на Palantir моментално. Заради тоа што сум фокусиран на трейдот на Тесла, тука, што не ми е со баш најдобар сетап, заради тоа што VWAP е над свеќата и EMA Cloud е над свеќата, повеќе сум фокусиран да не ми отиде многу минус, да не ми ги прекрши левелите и се, иако држи 444, 443 како што имав обележено уште на почетокот, правам многу late entry на Palantir.
Значи погледнете дека отварам, значи отварам на 131,5 тука. А реално ово е најшколскиот сетап што може да се случи на некоја акција. Сега ќе ви го објаснам. Имаме breakout, имаме pullback, имаме корекција, така ли? Ово ни е клучниот левел тука, што ни треба. Клучниот левел при маркет хај ни 131, клучниот левел ни е 130 на Palantir. Значи тука ни е зоната што сакаме да задрже после ваков breakout, така ли? Не најсјајната работа е тоа што VWAP е тука некаде, а EMA Cloud е доле. До сега ми се е покажало дека VWAP Hold е многу подобар од EMA Cloud Hold, кога се двете едно по друго подредени е идеално сценарио. Ама, што се случува во овој случај? Погледнете, паѓа, полека се намалува волумено. Гледате дека тука изедначен на овие последните две свеки. Значи, имаме, веќе тука престанува паѓањето, само го пипка левело, допира го левело, враќа назад. Реално, у било кој случај, да немав отворено трейд на Тесла, ќе влезев одма на почетокот кога почна да полне оваа свеќа на Palantir. Наредната, само малце кога ќе ми даде пуш, веќе почнува да гледате како почнува како бранд да се движи EMA Cloud. Тука ми ентрито заради тоа што влезо ми е тука заради тоа што стоп-лосот ми е колку ми е мал тука. Гледате колку мал стоп-лос имам у целата работа. А јас сега, пошто чекам, тука од левата страна може да видите на терминалот, Palantir 135 како за 15 мај отвара 4 позиции. Односно 4 контракти. Отварам дури тука на средина. И сега ќе видите што ќе се случува у текот на трейд. Океј? Че имаме враќа назад, веќе сум минус 11% на ваква црвена свеќа. Минус 11%. Значи, паралелно менаџирам два трейда, Тесла ми е минус 16. Ово е Microsoft Swingo, што ви го спомнав, што те у некој наредно видео ќе снимам и ќе ви го објаснам целата филозофија позади Microsoft Swing Trading. Сега да се фокусираме на Day Trading. Значи, тука, затоа што у decline, веќе сум минус 16%, менаџирам два трейда и заради тоа на Palantir не ми е толку најдобар. Ама, тоа што го утврдуваме дека веќе почнувам да правя тука bull flag. И ќе видите што се случува многу интересно. Без разлика што имав задоцнет влез, ќе видите колку школски го одиграв овај трейд. Вртеме напред, еве, цртам го веќе, што треба да пробие, за да и докупувам позиции. Имав 4 контракти, сега имам 6 контракти, гледате. Тука на секоја конфирмација, ќе пуштам и звук дори да слушате што, може да слушате што коментирам. Palantir. Тука веќе знам дека ќе испаля. Знам дека ќе испаля. Reclaim праве на VWAP, на триаголник оде, EMA Cloud е тука, над левело е. Тука веќе сум скоро сигурен, значи 9 од 10 успеват овие трейдови, а и да не успеат веќе. Спремен сум за ризико што постоја. Единствено нешто што ме дефокусира, гледате Тесла чарто цело време, гледам веќе ми е минус 23%. Тука Microsoft ми е на поголем таймфрейм, не ме интересира толку многу, затоа што имам друг сценарио за него и на свинговите е нормално да им дадете минус 30-40%. Океј, сега тука го пипка. Опа, еве. Само го допира оваа свеќа која Чекаме да гледам врате, тука. може па да се влезе у неа. Не би ризикувал. И еве, зелената свеќа на Palantir, видете тука каков сквиз се случи. Ова е феноменален, Па за феноменален свет. Еве го Palantir. Лошото е што на 131 запирка 3 сум на break-even. Тоа е лошата работа. Гледате свеќе. Феноменално. Long story short, враќа назад, уште држи левел, Не. уште држи левел, Не. ќе го тргнам звук. Пак враќа назад, на истиот. Тука коментирам дека сакам брейк на 132, што е high of day. Гледате? Паралелно отварам и мета, значи овие ми се веќе менаџирам по 2 трейда минимум. Мета многу добро, со
многу добар трейд, ќе се префарам малце на неа. Значи, лошата работа е што има SMA PSK, што е многу голем резистенс левел. Малце го подценив. Тука ќе проба да направи breakout на 623-ката. Нема да земам профит, а да земев ќе беше многу друго сценарио. Да се вратиме на Palantir. Океј, пробува да врате, гледате каква були структура држи. Враќа назад това, погледнете каква е со фитил свеќе, баш тоа што ќе го што ќе објавам у видеото од Free Education на Instagram и на YouTube. Гледате, значи држи EMA, држи EMA Cloud. Многу булиш изгледа. Тука немам никаква дилема. Сега дека ми го држи VWAP и EMA Cloud, што уште држа, тука моментално точно е на VWAP и на моја entry point, а погледнете, сум минус 15% сум на Palantir, на моја entry point, заради лошио влез и секојаш кога има пуш за надоле, имаме ваква ситуација дека што премиумот на контрактот едноставно паѓа. Сега тука мета ќе задржи и тука ќе направам многу добар влез на мета. Уствари ќе додадам уште еден контракт, еве имам додаден, имам два контракти веќе. Palantir, еве, ќе скролнам побрзо, може тука, заради скрин студиото, еве, да видам дали можем на маус вака, многу бавно оде, значи скролам па ќе враќам на скрин. Имаме тука, уште еден reject, гледате, бележано 132.24, breakout, таму сакам да земам профит. Враќа назад, па ми држи VWAP, па држи EMA Cloud, 131.33, 131, 2 ми е бележена како зона за влез или фейл на таа за излез и само чекам breakout на горното. Тука консолидира, Palantir и тоа е тоа. Отварам и трети трейд паралелно на Tesla, ова ќе биде многу добар. Плюс 40% мислам дека беше ново. Или 20. Palantir конечно прави breakout, еве го. Сега ви кажам првиот профит дека озем. Ево, Palantir breakout плюс 15% мислам тука дека ќе биде. И тука продавам 3 контракти. На плюс 13% и некаде продавам 3 контракти. И погледнете какво движење има направено Palantir. Значи, од тука, го гледаме, тука беше левело за влез иначе. Догоре имаме само плюс 13% профит заради лошиот влез. Со еден ден истек беше ово, значи, не знам дека можам да го видам датумот тука, ама ова е 14 мај, ја купувам за 15 мај. Со еден ден дата на истек, тетата е многу висока, што повеќе се влече, што повеќе консолидира, толку поексплозивни движења ни требат за да направиме профит на контракти. Ќе ги објаснам тие работи у некое наредно видео. Тоа е тоа што може да го забележите. Перфектен школски од левел до левел breakout, значи на ваков сетап со breakout тука лежат 30-35% профит, а за жал само плюс 13 сме. Ама важна е стратегијата, важен е сетапот да ми функционира, тоа ме прави мене среќен и радосен. Сега оставам ги другите 3 контракти на break-even. У моментот кога ќе ми падне на Palantir на минус 2%, 0, тука ќе го затворам. И така го завршувам трейд. Тесла, брейкаути на неа, доле отворив, брейкаути на неа, тука ќе отиде некаде до 447,5, ќе направам мислам 23-4%, тука може да забележите, спремам се да ја продада, еве одам кај неа, гледам пуш, 23%, 23%, тука ќе кликнам сега, еве, 23%, малце под профит таргетот, заради тоа што секојаш тамо трейдерите си земат профит, некем да го изгубам пушо и тоа е тоа. Мета останува за жал
трейдов што ќе пресвртеше целата игра, ама тоа е тоа. А Microsoft меѓу време отиде од минус 30% на плюс 5 заради тоа што верував на влезо, беше над VWAP, само имаше корекција, pullback и после експлозивно продолжи нагоре, веќе превише продадена акција и така натаму. Главната поента за оваа недела, ако се вратиме како преска на трейдзела, ќе видите дека цела недела трейдов Apple на breakout на all-time high, Palantir и Tesla. Значи, тие три акции ми ги донесоа скоро целиот профит ми го донесе за целата недела. Исто така најнаучената лекција од се од оваа недела ми е дека доволно е 3-4 акции да ги држите на watch листа и ако ви ги повторуваат сетапите секој ден можете само тие да ги трейдате и не мора да си го распространувате фокусот на сите страни. Тоа многу е потешко кога имате 10 акции што ги следите, па пингне лево, пингне десно, едноставно сте дефокусирани. И уште не сум на тај левел да можам да менаџирам 2 до 3 трейда, заради тоа што чист случај беше Palantir, видовте колку доцен влез направив, заради тоа што веќе влезен у Тесла лош трейд. Тоа е тоа. Да беа двата добри, можеби се изменаџираше некако, а Microsoft тука од десната страна, гледате. Имаме flag, имаме buy demand зона, имаме fake out надоле, демек ќе пропадне, гледам на голем таймфрейм, враќа назад тука на сат, на 4 сата, значи после тоа имаме breakout, продолжи над 416, затвори над SMA 20 и 50, така да многу булиш влегуваме во оваа недела ако нема некои огромни десторзи, така да најверојатно ако го постигнеме gap fill што мислам дека ќе се случи над 430, 440 до 482, дефинитивно тоа ќе биде материјал за видео, пошто сите трейдови ми се евидентирани на Discord и на лайв трейдинг сесиите со студенти. Така да, тоа беше се за овој видео, надевам се дека ви се поучени, дека учете многу работи. Ако имате сугестии, слободно пишете у коментар и се гледаме наредна недела. Поздрав!